Добре дојдовте во уште едно ново видео на уште една нова тема. Вие сте на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија на програмата Оли. Во денешното видео сакам да зборувам за емотивната поддршка од еден поинаков агол. Но сакам да зборувам за емотивната поддршка која што треба да си ја даваме самите себе си. Емотивната поддршка која што треба да ја пронајдеме во себе и да си ја даваме секогаш кога за тоа ќе имаме потреба. Додека сме мали, ние сме научени таа емотивна поддршка да ја добиваме од родителите. Потоа, како растеме, ја бараме во пријателите, во средината, во околината, во други возрастни луѓе. Потоа, кога ќе станеме возрастни луѓе, ние ја даваме емотивната поддршка на помладите, на партнерите, на своите родители. Се разбира дека ако ја даваме и очекуваме да ја добиеме. Видеово е инспирирано од жените, од македонските жени, но тоа не значи дека не се однесува и на мажите, кои исто така многу тешко знаат да побараат емотивна поддршка, затоа што нели на нашето поднебје, ако бараме помош, поддршка и така натаму, покажуваме слабост, а тоа некако не ни е во генетскиот код. Сепак се однесува на жената која не е научена од младоста да бара емотивна поддршка, туку некако, нели, жената е таа која постојано е по емотивната страна и која постојано емотивно ги поддржува другите, нели, според општото генерално мислење. Постојат многу ситуации во животот во кои што другите луѓе, нашите најблиски, дури и ако се тука некаде, дури ако имаат некаква можност, сепак не можат да ни ја пружат таа емотивна поддршка која ни е потребна. Например, ако отидеме да студираме во друг град, подалеку од дома. Емотивната поддршка ќе ја добиваме преку телефон, сега благодарение на новата технологија, можеби преку камера, меѓутоа се разбира дека не е исто. Партнерот кој ќе го имаме, можеби и тој ќе поминува низ некакви лични драми, па ќе му треба и него емотивна поддршка, па нема секогаш да биде во можност да ни ја даде или едноставно нема да имаме партнер. Се разбира, тука се и пријателите, меѓутоа и тие нели си имаат свој живот и не можат баш секојдневно да ни ја даваат таа емотивна поддршка. Доаѓаме во период во животот во кој што можеби ќе се преиспитуваме, ќе истражуваме. Нашите родители ќе бидат повозрасни, ќе треба да се носат со своите предизвици, со разни болести или едноставно ќе го прифатиме тоа дека ние сме сега доволно возрастни, па нема потреба да ја бараме таа поддршка од нив. Децата ќе пораснат, ќе тргнат по своји патишта. Ако воопшто нели имаме партнер, можеби и тој ќе се носи со некои своји предизвици, со премногу работа, со страф од старење, со најразлични приказни постојат, нели? И затоа најбитно е она што можеби нас не научиле или не сме научиле низ животот е емотивната поддршка да ја наоѓаме во себе и секогаш во сите ситуации да бидеме подготвени да можеме сами себе емотивно да се поддржиме. Се разбира дека е убаво да наидеме на разбирање, на поддршка од најблиските, од пријателите, доколку имаме сериозна потреба и не знаеме како да го направиме тоа, можеме да побараме и стручна помош. Меѓутоа, се тоа е нешто што доаѓа од надвор. Ако ние не научиме да ја препознаеме таа наша емотивна сила, нашите емоции, да ги дефинираме, да ги именуваме, да ги прифатиме, да создадеме некоја база во себе си, да знаеме во какви ситуации како можеме да се однесуваме, да си дозволиме на себе си да чувствуваме, да оттагуваме, да бидеме гневни, да покажеме среќа, радост, задоволство, болка, незадоволство, значи целокупниот спектар од емоции. Во различни ситуации да знаеме како да се носиме со нашите емоции и да се потрошуваме себе си, секогаш од
базичното чувство на љубов кон себе, на себе вреднување, на растење на сопствената самодоверба, на вербата во себе и во тоа дека можеме и ќе успееме, тогаш ниедна помош од надвор, ниедна поддршка нема да ни биде доволна. И јас често сум ја барала и ја барам и ја очекувам и убаво би било да ја добивам емотивната поддршка од надвор. Меѓутоа, понекогаш едноставно луѓето се преокупирани со себе, со своите предизвици, со разни проблеми, животни, здравствени, професионални. И едноставно не може да бидат тука токму тогаш кога мене ќе ми е потребна таа поддршка. Како што реков претходно, ова видео е за македонската жена, која е главно таа која дава емотивната поддршка, меѓутоа и за мажите, кои од друга страна сметаат за слабост да ја побараат таа емотивна поддршка. Но најмногу е за помладите, затоа што додека сме помлади и навреме, условно кажано, да научиме да си ја даваме таа емотивна поддршка на себе си, да ги препознаваме своите чувства, да си дозволуваме да ги чувствуваме, да си дозволуваме да ги искажеме и покажеме, да си дозволуваме да бидеме тажни, да бидеме среќни и да го покажеме тоа независно што ќе мислат другите, независно како ќе реагира околината, да си дадеме доволно време и да уживаме во убавите работи и да ги оттагуваме оние помалку убавите, за да може таа наша поддршка да биде стабилна, избалансирана и постојано да се потсетуваме, независно што и да ни се случува, какви слабости да сме покажале, грешки да сме направиле, да сме долговлекувале разни работи, да сме повредиле луѓе, а не сме сакале, што и да било. Нашата суштина, нашата емотивна база, која што е избалансирана, да се обидуваме постојано да ја подхрануваме и да се враќаме во неа. Затоа што најбитно е ние сами себе си да се поддржуваме во сите животни ситуации. А се она што ќе дојде од надвор, тоа е прекрасно и треба да бидеме благодарни за тоа. Меѓутоа, на крајот на криштата, ако не освестиме нашата потреба од емотивна поддршка, ние не знаеме ни да кажеме, нити па да покажеме на другите каква емотивна поддршка ни треба, кога ни треба, во колкаво количество на крајот ни треба. И тогаш испраќаме нејасни сигнали, понекогаш дури и двојни пораки, ги збунуваме луѓето околу себе, па дури и оние кои што сакаат, можат, умеат да ни ја дадат, не знаат, затоа што ние јасно не знаеме да кажеме што, кога и колку ни е потребно. И токму затоа мислам дека е битно, уште во младоста, да се научи тоа, да се научи сопствената вредност, љубовта кон себе, сите потреби кои го чувствуваме, правото на тоа да се има, да се живее убаво, правото на тоа да се греши, да се пробува, да се паја, да се станува, но и да се оди напред, да се имаат привилегии, да се имаат обврски, да се сакаме себе си, да правиме анализа и да се прифаќаме и со она што не ни се допаѓа, да стоиме најодговорно за своите работи кои не ни успеале, на кои што не сме реагирале соодветно адекватно во вистинско време. Затоа што се тоа сме ние и благодарение на сето тоа сме овде. И нашата приказна е исплетена и од едното и од другото. Ние цел живот сме тука некаде, меѓу едните и другите емоции, тие постојано се менуваат. Битно е ние да останеме стабилни, во равнотежа и да можеме да се поддржуваме себе си емотивно во сите ситуации кои ни ги носи животот. Да се разбира дека понекогаш ги скршнеме лево, понекогаш десно, да се разбира дека понекогаш ќе покажеме слабост, се разбира дека понекогаш нема навремено тоа да го направиме. Меѓутоа, постојано да работиме, да се трудиме и да се потсетуваме. Нашата емотивна стабилност е најголемата поддршка и се додека ја очекуваме од надвор. Тоа значи дека ние ја немаме доволно во себе.
A кога ќе дојдем надвор, добре дојдене и ние треба бидеме благодарни. Ако не знаеме себе си да се поддржиме, како ќе знаеме да ги поддржиме другите? Ако не знаеме себе си емотивно да се поддржиме, како ќе знаеме да ги научиме нашите деца? Како ќе знаеме да им покажеме како изгледа тоа? А тоа ни животот е многу потребно и многу битно. Токму затоа да работиме константно и постојано на својата емоционална писменост, емоционална стабилност, да ги препознаваме, живееме, именуваме, покажуваме, кажуваме своите емоции, да се сакаме, почитуваме, вреднуваме, да веруваме во себе, да си дозволиме да ги користиме своите права, да знаеме да поставиме здрави граници, да кажеме не. И секојдневно да разговараме со себе и да се враќаме постојано во нашата база и да се обидуваме постојано да бидеме во равнотежа, затоа што тоа е многу битно. Јас ви посакувам убав ден и многу емотивна поддршка. Најпрви од себе си, а потоа и од најблиските, пријателите, и се разбира, ако имате потешкоти и проблеми со тоа, побарајте стручна помош. И таа стручна помош се бара затоа што се сакаме себе си и затоа што сакаме да си помогнеме и да ни биде полесно и поубаво. Имајте убав ден.